Инаугурација на епархијата Успение на Пресвета Богородица Струмица Скопје и устоличување на првиот епархијски епископ монсенјор доктор Киро Стојанов. Прославата се одржа во Струмичката катедрала Успение на Пресвета Богородица на 1 и 2 декември. На 1 декември се одржа свечената академија на која и присуствува префектот на Конгрегацијата за источни цркви во Рим Леонардо кардинал Сандри, неговото високо преосвештенство монсенјор доктор Киро Стојанов, првиот епарх на Македонската католичка епархија, архиепископи, епископи, свештеници, чесни сестри и гости од соседството и пошироко, Грција, Бугарија, Србија, Косово, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Унгарија, Франција, Украина, САД. Свештеници, чесни сестри, верници и представници на државните и локалните власти од Македонија. Своји поздравни говори има кардинал Сандри и монсенјор доктор Киро Стојанов. Отец доктор Зоран Стојанов, водител на академијата, одржа предавање за католичката црква од византијски обред во Македонија низ години. Академијата беше збогатена и со неколку изведби на Струмичкиот катедрален. До обновување на односите дошло на 23 јули 1859 година во јужните делови на Македонија, во градовите кои што веќе ги спомнавме. Црквата во Македонија, гледано од 1859 година до денес, може да се подели во 7 значајни периоди. Почетокот и развојот на Македонската католичка црква, првиот период од 1859 до 1883, вториот период Македонски апостолски викаријат од 1883 до 1913, четвртиот период е под јурисдикција на апостолскиот екзархат во Софија и трајал додека трајала Втората светска војна од 41 до 45-та. Петтиот период е Македонската католичка црква повторно во рамките на Крижевската епархија. Шестиот период, кој што почнува со почетокот на овој милениум, 2001-та со апостолскиот екзархат, кого што го добивме од сега светиот Иван Павле II, а беше прогласен тука во оваа катедрала на 1 мај. Од тогаш Католичката црква од Византијски обред во Македонија има своја катедрална црква во која што сега сме, има прогласено 4 нови парохии, целосно обновена и посветена поклонничката црква на Чуката во Паљурци, изградени 8 нови храмови и нов ординаријат и 11 нови свештенички ракополагања. Католичката епархија е почеток на 7-миот период, бројот 7, многу нешта значи во Светото писмо, од тука и нашата надеж, дека ние ќе можеме со нашата епархија Успение на Пресвета Богородица Струмица Скопје да растеме и понатаму. Прославата во недела на 2 декември 2018 година започна со свечена процесија и влез во катедралата. Пред почетокот на светата архиерејска литургија, која предводеше неговото високо преосвештенство доктор Киро Стојанов, во присуство на префектот на Конгрегацијата за источни цркви во Рим, кардинал Сандри, секретарот на апостолската нунцијатура во Македонија, монсенјор доктор Паул Бутнаро, ги прочита декретите од Светиот Отец Папа Фрањо за воздигнување на новата епархија и именување на првиот епарх, пошто следуваше устоличувањето на првиот епархијски епископ Киро Стојанов, кое во името на папата Фрањо го изврши кардинал Сандри. Датум Роме, издадено во Рим при гробот на Свети Петар, на 31-иот ден од месец мај, лето Господово 2018, 6-та година од нашиот понтификат.
Францискус епископус Те разрешуваме од службата апостолски екзар и те назначуваме за прв епархиски епископ на неодамна воспоставената епархија Струмичко-Скопска Успение на Пресвета Богородица од положајот на екзархатот според Конституцијата Доминум Magnificat. Итно ставаме пастир кој ќе се грижи за духовниот напредок на оваа заедница. Веднаш по устоличувањето, монсенјор доктор Киро Стојанов како епарх додели неколку напредувања на свештениците од епархијата, протоиереи, ставрофори и крстоносци. Ваше високо преосвещенство, монсенјор Киро Стојанов, прв епископ на новата епархија. Текстот кој што го слушнав од денешното прво читање од Свети апостол Павле не повикува и ни дава голема одговорност. Во пред 2000 години овие простори се навестува Евангелието благодарение на оној баш предок кој се објави на апостолот на народите, дојди по Македонија и помогни ни. Во современиот свет, Македонија може би една мала нација, но е голема по својата историја и особено во Божиите планови. Отецот на нашиот Господ Исус Христос сакаше неговиот избран, Павле од Тарск, да помине меѓу вас и да ви го предаде Евангелието на животот. Во поново време една мала жена родена во Скопје стана голема во Божите очи и во очите на луѓето, служејќи им на најсиромашните меѓу сиромашните, слушајќи го изливот на истиот крик, како оној на Исус од крстот, жеден сум. Мајка Тереза од Калкута, знаеме, родена е на овие простори. Прославата со своето присуство ја збогатија директорот на Комисијата за верски односи и религиозни групи, како и представници на локалната и централната државна власт, голем број на верници кои дојде од сите парохии во Македонија за да бидат сведоци на ова историски настан. Сите нив и гостите од странство во името на новиот епарх и свештеништвото ги поздрави доктор Зоран Стојанов, декан на деканатот Светите Кирил и Методиј.